На посебна презентација за новинарите во продажниот салон на Мида Гранд Моторс, импортерот за Форд за Македонија, беа представени двете најнови спортски изданија на синиот овал, новата генерација на култниот Мустанг и најнабилданата изведба на компактот Фокус со додатокот RS. Се работи за две беспрекорни остварувања на одделот Ford Performance, кои се мощно ценети од клиентите и во Мида Гранд Моторс веруваат дека ќе ги освојат срцата и на македонските фанови на брендот. Од американскиот производител со гордост потенцираат дека тоа е најбрзиот представник на линијата RS кој некогаш е произведен. Хеджбекот забрзува од 0 до 100 км на час за 4,7 секунди, а максималната брзина му достигнува 266 км на час. За споредба, предходната генерација на Focus RS достигнуваше 100 км на час за 5 секунди, а максимумот беше 260 км на час. Моделот е опремен со 2,3 литарски EcoBoost мотор со 4 цилиндри. Неговата моќ е 350 конски сили и 440 Нм, но благодарение на функцијата со Overboost може да развива 470 Нм за 15 секунди. Агрегатот работи во комбинација со 6 брзински мануелен менувач. Новиот Focus RS располага со систем за погон на сите 4 тркала. Хот-хечот има 4 режими на работа – нормал, спорт, трак и дрифт, кои ги менуваат поставките на системите за стабилизација и за погон на 4 тркала. Тие менуваат исто цврстината на амортизацијата и го подобруваат времето за реакција на педалот за газ. Дрифтерскиот режим обезбедува оптимална распределба на вртежниот момент, што му помага на возачот да го задржи автомобилот при лизгање. Имаше свое излагање за оваа изведба Дејан Цветковски, шеф на продажба во Мида Гранд Моторс. Мустанг е душата и срцето на Форд, еден од глобално најпрепознатливите модели на компанијата, икона во светот на автомобилизмот, особено во Америка, која до неодамна беше привилегирана да ужива во возењето повеќе од 5 децении. Од 2015 година овој автомобил е достапен и во Европа, и тоа во две каросериски изведби – Fastback и Convertible. Ford Mustang обезбедува врвна динамика и рафинираност, како и класични дизајн елементи со целосно нова предна и задна суспензија и стандарден пакет со спортско подесување на шасијата за Европа. Познатиот 5.0 литарски V8 мотор се нуди со 418 конски сили и 524 Нм вртежен момент, а 2,3 литарскиот EcoBoost агрегат со 314 конски сили и 434 Нм потенцира при представувањето на Ford Mustang Кирил Утевски, продукт менеджер во Мида Гранд Моторс. Денес ни беше особена чест да пред вас ги прикажеме нашите две убавици, или кажано двете зверки на Ford Performance. Едното возило е Ford Mustang, кој што моментално е најпродавано спортско возило во светот, и другата убавица е Ford RS, кој што во моментот е исто така, многу барано во светско ниво. Потрошувачката на двете возила кај Ford иде толку добро што за истите се чекаат од 6 до 8 месеци. Нашата цел е да бидеме дел од европскиот пазар, каде што сите овие возила се представуваат и имаат особена важност во задоволство на клиентите. Во Македонија верувам дека поради кризното време, да кажеме, потребите на граѓаните не е да се потроши многу пари на скапи возила, меѓутоа Ford исто така размисли за двата модела кои што денес ги представивме, да направи стварно добра цена и биде достапен за секој можен клиент. Ford Mustang во Македонија ќе се нуди со почетна цена од 49.000 евра, додека Ford RS, Ford Focus RS ќе биде достапен од 35.000 евра по возило. Зависно од опремата која што би можела да варира, кај нив има доста богата опрема која што може накнадно да се постави,
Значи, редовни цени со добра опрема би биле негде околу 40.000 за Ford RS, додека Ford Mustang со 5.0 со солидна опрема негде околу 60.000 евра. Германски производител ја превзема лидерската позиција во продажбата за првите 3 месеци, поради проблемите на Toyota поврзани со запирање на производството во некои јапонски фабрики. Работата во јапонските фабрики беше прекината поради недостиг на челик за многу од деловите, како и поради катастрофалните земјотреси кои ја погодија Јапонија. Заради овие причини компанијата не успеа да произведе околу 70 до 80.000 планирани возила. Недостатокот на челик се должи на експлозија во фабриката на Aichi Steel Corp, која се случи на 8 јануари. Тогаш немаше повредени, но една од производствените линии беше сериозно оштетена. Нејзината санација траеше до крајот на март. Поради ова, продажбата на јапонскиот концерн падна за 2,3%, односно 2,46 милиони единици за првите 3 месеци. Уште во средината на април, Volkswagen објави дека продажбата во првиот квартал на глобално рамниште има раст од 0,8% или 2,51 милиони парчиња. Причината за растот во првите 3 месеци од годинава е првенствено поради засилениот пласман на возила во Кина. Volkswagen го надмина јапонскиот конкурент и по првото полугодие на минатата година, но поради Dieselgate аферата мораше да ја отстапи лидерската позиција. Во 2015 година јапонците по четврти пат станаа лидери на пазарот, откако продадоа 10,15 милиони автомобили. Број 2 беше Volkswagen со продадени 9,93 милиони, а трети, како и по првиот квартал на ова, беше американскиот концерн General Motors. Европската компанија Emissions Analytics, која се занимава со проверка на нивото на штетни гасови кај новите автомобили, објави неверојатен извештај, според кој само 3% од дизел моторите произведени со стандардите Euro 5 и Euro 6 всушност одговараат на истите. Emissions Analytics за оваа цел тестирале во реални услови повеќе од 250 модели. При тестирањето нивото на штетни гасови CO2 не е надминато само од еден автомобил со дизел Euro 5 мотор, и тоа е Шкода Octavia TDI. Кај Euro 6 тестовите резултатот е 7 од вкупно 62 проверени: Audi A5, BMW 3, Шкода Superb, Volkswagen Golf, Passat, Scirocco и Туран. Според извештајот, на тестовите ги надминуваат дозволените индикатори повеќе модели на BMW, Range Rover, Mercedes, Nissan, Renault и Opel. Антирекордери сепак се Audi A8 и Fiat 500X, чии резултати се 12 пати над дозволеното. Кај BMW X3, Volvo S60 и Opel Zafira, показателите се 6 пати над нормалата. Од организацијата дополнуваат дека сите автомобили се тестирани на истото место, во југозападниот дел на Лондон, а зад управувачот биле исти возачи. Тестовите се изведени во исто време, а машините имале еднакво количество гориво во резервоарот. Во својот извештај, експертите од Emissions Analytics тврдат дека дизел мотори може да бидат еколошки, но повеќето производители не вложуваат доволно напори во таа насока. Тоа дека автомобилите не ги покриваат стандардите, не значи дека се користат системи за манипулација на податоците. Разликите најверојатно се должат на самиот метод за мерење, кој е официјален во Европа. Методот се нарекува NEDC, а во 2017 година ќе биде заменет од целосно нов кој е далеку попрецизен. Неговата ознака е VLTB, а се базира на мерење на емисиите на автомобилот директно на пат. Успехот на Тесла од пред неколку години не ги загрижуваше германците, но нокаутот одречиси 400.000 резервации за последниот модел на американците, Тесла Модел 3, кој се јавува како сериозен конкурент на Audi A4 и BMW 3, ги стави на мисла.
Дојде време во кое Ауди, BMW, Mercedes-Benz и Porsche акумулираат сериозни стравувања во насока на саканата од Калифорнија. Почна да ги загрижуваат повеќе работи, посебно по успехот на Тесла во скандинавските земји како Норвешка, каде американците успеа да станат број 1 на пазарот. Германските автопроизводители прават планови за лансирање на бројни целосно електрични и плагин хибридни модели, но како да задоцнија со реакцијата. Па ова дефинитивно отвори поле за действување на Тесла на глобалниот пазар. Познатата германска гордост и самоувереност, што досега имаше и основа, веќе згазена од офанзивата на Тесла, која со леснотија ја надмина продажбата на кој да е понуден германски електричен модел од која и да е марка на нивната територија. Daimler во моментов развива неколку целосно електрични модели, меѓу кои и кросовер базиран на сегашната платформа на Mercedes-Benz GLC класа. И останатите германски производители исто подготвуваат свој одговори на Тесла. BMW планира електричен модел со поголем опсег отколку на сегашниот модел i3, кој сигурно ќе носи ознака i5. Audi веќе потврди дека ќе лансира целосно електричен SUV во 2018 базиран на концептот e-tron Quattro, прикажан минатата година за време на автосалонот во Франкфурт. Porsche ќе лансираат конкретно декадата сериска варијанта на концептот Mission E, исто демонстриран минатата година во Франкфурт. Но дали сите тие нема да настрадаат од идејата малку доцна? Нешто што направија и други германски компании своевремено, подценувајќи идеи како факсот и MP3 плеерот. Иако дефинитивно германците заостануваат во оваа трка, тие не треба да се подценат. Дури и покрај стотиците илјади резервации, Тесла модел 3 практично не е навлезен ниту подготвен за сериско производство. Посетителите на биеналното 14-то издание на Beijing Auto Show во International Exhibition Center во Пекинг беа светоци на голем број новитети, каде во преден план беа представниците од најбрзо растичкиот сегмент на пазарите во светот, SUV изведбите или попопуларно наречените кросовери, се поприфатливите продолжени варијанти на луксузните лимузини и електромобилите. Над 150 премиерни изданија, 36 светски, што континентални, што домашни, концепти, прототипови, студии, но и такви кои непосредно по семските денови или до крајот на годинава ќе се најдат на патиштата. Неверојатно, но 2/3 од вкупно представените возила во Пекинг беа студии, прототипи, концепти, но и сериски изведби од субсегментот. Нема сомневање, ова е и сосема логично со оглед на тоа што ова е најбрзо растечкиот сегмент во автомобилската индустрија и водечки според продажбата на многу континенти. Меѓу највпечатливите во Пекинг, кој изнуди многу реакции и воздишки, секако беше моделот на Volkswagen, новиот T-Prime концепт GT. Станува збор за огромен теранец, кој се уште е во улогата на прототип, но дефинитивно ќе стане сериски во овој или малку поинаков изглед. Во пракса, тоа е најголемиот Volkswagen во историјата на брендот, кој ќе се прави на MLB платформа на концернот, на која веќе се направени Audi Q7 и Bentley Bentayga, а наскоро ќе се појават и новото Porsche Cayenne и Lamborghini Urus. Погонскиот трак на T-Prime концептот GT вклучува 2-литарски турбомотор TSI и електричен мотор, поврзани со 8-степен автоматски менувач. Вистинска новина е секако остварувањето од Рено, новата генерација на Koleos. Новото издание на SUV моделот е изградено на модуларната платформа на Алијансата CMF-C-D, на која лежи во основа и X-Trail. Меѓу скиното растојание на новиот Koleos изнесува 2710 мм, што е за 5 мм подолго од јапонскиот оригинал. Кросоверот на Рено има и поголем клиренс 213 мм, за 3 мм повеќе од Nissan. Новата генерација на Renault Koleos обитува максимален комфор и безбедност. Од европските компании кои нудат варијација на тема го издвојуваме BMW. Баварците представија подолга изведба на новата генерација на кросоверот за 8 см.
Долгата верзија на BMW X7 која ќе се произведува во Кина ќе се нуди со 3 бензински модификации. Основната верзија ќе биде опремена со 6 брзински Steptronic менувач, а останатите 2 се со 8-степена роботизирана трансмисија. Mazda е подготвена со сериската верзија на моделот CX-4 која се базира на концептот Koero. Дизајнот ги носи сите карактеристични гени на современите автомобили од производителот, а посебно се предниот дел и спуштениот покрив, кој завршува со спойлер. Кинески клиенти ќе добијат возило со 2 мотори 2.0 и 2.5, а помалиот од двата ќе ја испраќа моќта само на предните тркала. Honda Motor China Investment блисна со Avancier, развиен специјално за кинескиот пазар и ќе се претвори во најлуксузниот предлог во портфолиото на Honda во земјата, а ќе им понуди на корисниците пространа внатрешност, високо квалитетни материјали и за прв пат во тековната палета на компанијата ќе се нуди со 2-литарски турбоагрегат. Луксузната марка на Nissan Infiniti го представи концептот QX Sport Inspiration, кој демонстрира како ќе изгледа серискиот модел на јапонците во оваа класа. Концептот е уште една реализација на новата дизајнерска филозофија на Infiniti, Powerful Elegance, и комбинира чисти и мазни линии со моќен стајлинг и нови форми на светлата. Во Пекинг го видовме моделот со конвенционален погон, бензински мотор и автоматска трансмисија, а подоцна, ако биде лансирана сериската верзија, ќе има хибридна и дизел модификација за европскиот пазар. Најголемо внимание од домашните компании привлече футуристички прототип FV 2030 концепт на Chery. Во прашање е студија која представува визија на кинескиот производител на SUV купе со големи тркала и всмукувачи за воздух, впечатлива предна маска, гулвинг врати и холографски екран во интериерот. Секако радикалниот облик е тука само да ја нагласи импресионирачката техника и материјалот од кој се направени одредени елементи. Луксузната поделба на Great Wall имаше деби за новината Haval H7, чии продажби стартуваат веднаш по премиерата. Моделот ќе се нуди во 2 верзии, со стандардна и со продолжена база, а втората ќе го добие името H7L. Кинезите пријатно изненадија со своите визии за иднината, HR02 и HB02, со кои ќе се обидат со овие остварувања да им конкурираат на BMW X6 и Mercedes-Benz GLE купе. Mazda Motor Corporation објави дека производството на легендарниот модел MX-5 достигна 1 милион единици, 27 години по почетокот на составувањето на автомобилот во Хирошима. За да го одбележат успехот на моделот од Mazda Motor Corporation, ќе вклучат јубилеен представник во посебно организирани настани за фанови во целиот свет, а првиот од нив ќе биде на 3 мај за време на Хирошима Flower Festival во Јапонија. Автомобилот ќе има присуство исто така и на Goodwood Festival of Speed во Велика Британија на 26 јуни, откаде ќе продолжи европската турнеја. Оригиналната верзија на Mazda MX-5 дебитираше за време на меѓународниот салон во Чикаго во 1989 година, а втората генерација е прикажана во салонот на Токио во 1997. Во мај 2000 година моделот влезе во Гинисовата книга на рекорди за најдобро продаван двосет спортски автомобил со 531.890 произведени единици. Третата генерација на автомобилот станува реалност во март 2005 година, а во јуни 2007 е составен представник со реден број 800.000. Производството достигнува граница од 900.000 примероци во февруари 2011, а четвртата генерација се појавува на виделина во септември 2014.
Рено објави дека 3 години по лансирањето на пазарот, испорачаните представници на 100% електричниот модел Zoe достигнаа граница од 50.000 единици. Според информациите на француската компанија, најпродаваниот електричен хеджбек во Европа ужива рекордна побарувачка, па затоа и брзо стигна до оваа висока бројка на реализирани единици. Во комбинација со другите два електрични модели, Twizy и Kangoo ZE, Рено има уникатност за индустријата портфолио, што ја обезбедуваат на француската марка доминантна позиција на пазарот, кој забележа раст од 48% во однос на минатата година. Во 2015 година Рено евидентира продажба на 18.500 представници на електричното Zoe, што е еднакво на пазарен удел од 20% во Европа и на повеќе од 55% во Франција. Не станува воопшто збор за шпекулации. Наскоро ќе се појават два нови модели на Мини, хеджбекот Rocketman и родстерот Super Leggera. Најверојатно тоа ќе се случи кон крајот на 2018 година, а информацијата доаѓа од Ралф Малер, подпредседател на брендот. Според него, раководството на BMW ја оценило идејата како позитивна за почнување со производство на двата модела, а Rocketman има веројатност да излезе и како електромобил. Кампањата за проширување на палетата на мали спортски автомобили со британски ген се оценува како сериозен потек. Од Мини сметаат исто така да се најде во сериско производство и седан со името Райли или Триумф. Ова да го објавивме пред само неколку години ќе не сметаа за несериозни, но сликата за британската легенда навистина се менува тотално и со голема брзина. Дури и конзервативните британци не може да поверуваат на сето ова, но сепак се задоволни од целата работа, а првиот чекор со кој почна да се менува идиличната слика за малиот модел, секако е појавата на 5-вратната верзија. Ваквата изведба со целата своја гама од неодамна е во понуда и на македонскиот пазар, а еден представник од истата го имавме и на тест во нашата редакција. За оваа цел, одговорните на M-Car ни понудија варијанта Мини Купер со сино-бела комбинација. Многумина сметаат дека ова е најголемиот потек на компанијата откако пред точно 15 години BMW ја лансираше реинкарнираната верзија на ова остварување, односно на една од иконите на кои се крстеа особено британците од неговото појавување во 1959 до 1968 година. Всушност, ова е на некој начин само модификација на третата генерација на моделот, односно лидерот во класата на субкомпактните, но луксузни и спортски модели, каде што се Fiat 500 и Citroen DS3. Порасна во димензии, иако формите остануваат во целина непроменети. Нуди квалитетен интериер и нова палета мотори, каде акцент е ставен на 3-цилиндерските. Мини со 5 врати во однос на онаа со 3 е подолг за 161 мм и идентично за по 11 мм е повисок и поширок. Интересна е комбинацијата со должината на варијантите од гамата. Верзијата која ни беше понудена на тест е со вкупна должина од 3982 мм, а кај Мини Купер S и SD со 5 врати таа изнесува 4005 мм, зашто има повеќе причини. Но да се вратиме на тестниот модел кој исто така има продолжено и меѓуоскино растојание за 72 мм, па оваа изведба сега нуди 2567 мм. Ова придонело несомнено и за повеќе простор во кабината, каде патниците сега имаат 15 мм повеќе простор за главата, 61 за лактовите и 72 за нозете. Порасна и волуменот на багажникот на 278 литри, што е за 67 повеќе од 3-вратната верзија. Сите овие елементи се важни за фактот и за големината на вратите, кои поради сето ова се мисли пред се на предните, се помали од оние кај стандардната верзија, но тоа, веднаш да кажеме, не влијае при влегувањето и излегувањето од возилото, што само ја потврдува извонредната архитектура на новината.
Што се однесува до другите детали од дизајнот, Мини со 5 врати ги превзема сите поединости од она што ја карактеризира релативно новата трета генерација, се разбира со одредени доработки, како кај шестоаголната специфична маска на ладилникот, предните светла со LED технологија, магленките. Освен 5 врати, силуетата ја карактеризираат големите стаклени површини, оригиналните големи ретровизори и новиот дизајн на 16-инчните алуминиумски фелни. Позади доминираат задните светла со широка хромирана маска и карактеристичниот издув со две цевки една до друга. И во внатрешноста нема многу промени во однос на тривратната верзија. Мора да потенцираме дека материјалите се одлични, како и завршната обработка. На инструмент таблата секако доминира брзинометерот, кој од средината се пресели над управувачот, каде што многумина сметаат дека и му е местото. Во централниот дел има екран каде се добиваат сите потребни информации. Копчето за старт-стоп на моторот, оние за светлата во интериерот, регулаторите за климата, се мощни и атрактивни. Всушност, на овој начин е направен обид да се направи баланс помеѓу модерното и ретрото. На централната конзола доминира огромен екран со рамка во која се вградени диоди, па добивате разни светлосни ефекти. Например, свети зелено кога возилото е во режим на управување green, црвено во спорт, синово мид, а се менува и кога треба да се замени брзината, премин од една функција во друга, програма на радиото. Посебна апликација го анализира стилот на управување, а преку екранот да споменеме можете да управувате со патниот компјутер, радиото, телефонот. На крајот, треба да споменеме и тоа дека седиштата за оваа изведба се моделирани на соодветен начин, а се удобни и комфорни. Поголемиот простор, овој автомобил го претвора во навистина мощен комотен. Моторот е новината од BMW, трицилиндирскиот со 1,5 литри и моќ од 136 конски сили. Овој агрегат е шампион во својот сегмент, а дека навистина баварците умееле да го спакуваат на вистинско место, можете да очекувате повеќе неколкуте изминати километри. BMW толку водел сметка за балансирање на агрегатот и реално треба да сте врвен експерт да почувствувате по звукот дека станува збор за трицилиндарска машина. Нема ни трага за неурамнотежена работа или пак вибрации, карактеристични за оваа врста на агрегати. На моменти моторот реагира толку ентузијастички и создава чувство дека е многу помоќен и како секогаш да има сериозни резерви од енергија. Сето ова е така спакувано што изненадува во целост и неговата потрошувачка, која според декларираните фабрички индикатори изнесува во просек 4,7 литри на 100 изминати километри. Менувачот е 6 степен со краток од и мощне прецизен. Што се однесува до возните својства, треба да ја споменеме извонредно проектираната суспензија. Нема сомневање дека поради желбата да се доловат спортските вредности е малку потврдо, но лесно ги впива нерамнините и пријатно ги неутрализира. Тоа му дава можност на моделот да владее надмокно со патот. Можеби би посакале системот против пролизгување да се активира малку подоцна, со цел да уживаме, но сепак во преден план е сигурноста, каде исто така Мини е неприкосновен. Кога сеќе се собере и одземе, луксус, задоволство, возни својства, сето тоа треба и да се плати. Па за вака спакуваната изведба со Excitement Pack и многу додатоци од дополнителната опрема, потребни ви се 31.420 евра. Mercedes-Benz ја понуди продолжената верзија на новата E-класа, која ќе добие 14 см подолго меѓуоски на растојание на возилото, кои се гаранција главно за поголем простор за нозете во вториот ред седишта. Токму тоа е водечки фактор при изборот на премиум автомобил во Кина.
Светско деби на штандот на Jaguar имаше и долгата верзија на XF, автомобилот кој е наменет за продажба само во Кина и ќе се произведува во најбројната земја, доаѓа со зголемено за 140 мм меѓуоскино растојание, а како резултат на тоа зголемен е просторот за нозете на патниците на задните седишта за 157 мм. Во опремата на Jaguar XF-L се вклучен и дополнителен мултимедијален систем за задните седишта, Wi-Fi модул за интернет конекција, задни масички на склопување, климатизирани задни седишта со масажа, посебен систем за филтрирање и прочистување на воздухот во кабината, целосно новиот систем Clear Exit Detection за зголемување на безбедноста на патниците, аудио меридијан со 17 излази, адаптивен круз контрол и други. Производството на C6 беше прекинато на крајот на 2012 година, но сега дебитира со втората генерација, што всушност е верзијата на Citroen на кинескиот Dongfeng Fengshen A9, со мали промени во екстериерот и луксузна опрема на интериерот. Според кинеските медиуми, и двете возила се изградени на платформата EMP2 на PSA, а тука станува збор за модели со должина над 5 метри и меѓуоскино растојание 2,9 метри. За разлика од првата генерација на C6, што се истакнуваше со интересен и храбар дизајн на екстериерот, новата е со доста едноставен изглед. Quantu донесе родстер верзија на нивниот K50. Според плановите, K50 ќе биде масовно произведен во рамките на една сосема нова фабрика во градот Суџоу. Фабриката ќе има годишен капацитет од 50.000 автомобили, заедничко производство на K50 и другите две електрични возила. Quantu K50 се напојува со два електрични мотори, по еден за секоја оска за комбинирани 408 конски сили и 650 Нм, што резултира со забрзување од 0 до 100 км/ч за време од 4,6 секунди. Максималната брзина е ограничена на само 200 км/ч, а автономијата е 300 км или 186 милји. Премиера на салонот во Пекинг имаше и на Леси, концепт со 4 брати со целосно транспарентен покрив, кој се спојува визуелно со ветроотпорно стакло и странични ретровизори каде функциите ги извршуваат специјални камери. Недостасува и маска. Карактеристика на прототипот се целобликувани фарови и посебно стоп светло. Од леко тврдат дека електромобилот има голем број нови системи и може да се движи автономно без учество на возачот. На крајот, секако би требало да ги споменеме и неколкуте цверки кои остварија своје деби во Пекинг. По Бокстер, наред за преименување дојде и Кајман, на кого му е придодадена новата ознака 718. Во пакет со неа дојде и 4-цилиндерските турбомашини Боксер, поголемата е од 2,5 литри и 350 конски сили, а помалата 2 со помалку 50 коњи. За подобро справување со нив, шасијата е подобрена со подцврсти пружини и стабилизатори, а амортизерите прилагодени на новиот карактер на купето. Audi ги презентира за прв пат во светот новите спортски верзии TT RS Coupe и TT RS Roadster. Најважната новина е новиот 5-цилиндерски погонски агрегат, кој генерира моќност од 400 конски сили и максимален вртежен момент од 480 Нм. Новото Audi TT RS Coupe е во состојба да се забрза од 0 до 100 км/ч за 3,7 секунди, а на Roadster, кој доаѓа со можност за симнување на покривот при брзина на движење од 50 км/ч, потребни се 3,9 секунди. Jaguar Land Rover пласира на пазарот модернизирана верзија на теренецот Land Rover Discovery Sport за моделската 2017. Компактниот SUV има обновен инфозабавен систем InControl Touch Pro, опционален пакет Graphite Pack и проширена палета на бои.
Мултимедијалниот систем InControl Touch Pro е со 10,2 инчен екран, а дисплеот има повисока густина на пикселите отколку стандардниот 8 инчен. Системот е со подобрен интерфејс и со нова функција Tile, овозможувајќи Bluetooth конекција со личните предмети на возачот, клучеви и телефони. Програмата обезбедува работа со допир на екранот во автомобилот, користејќи апликации на Android и Apple. Land Rover Discovery Sport 2017 има и нови функции за безбедност. Системот за откривање замор кај возачот веќе е стандарден, како и составот за интелигентно ограничување на брзини што се потпира на сообраќајните знаци во реално време и сугерира на возачот за истите. Во листата е влезен и систем за следење на рутата на движење. Land Rover Discovery Sport во комплетот SE и SE Tech нуди опционален пакет Graphite Pack, кој додава неколку ексклузивни решенија во надворешноста на маската, капакот на моторот, отворите за вентилација кои се со посебни сиви акценти. За теренецот се достапни нови колоритни решенија: Silicon Silver, Farallon Black, Carpathian Grey и Aruba. Бразилската поделба на Nissan ја представи сериската верзија на новиот кросовер на брендот Kicks, која речиси целосно го имплементира стилот на истоимениот концепт, кој дебитираше на салонот во Сао Пауло во есента 2014 година. Техничките карактеристики на моделот не се објавени, но се знае дека кросоверот е изграден на платформата која е во основата на хеџбекот Micra. Токму од овој модел серискиот Kicks го презема и моторот кој ќе се нуди во прво време. Тоа е 1,6 литарски бензински мотор кој развива моќност од 110 конски сили. Тој може да биде комбиниран со 5-брзински мануелен менувач, но и со варијаторна трансмисија. Целосна премиера на малиот SUV е закажана за мај. Новиот теренец ќе биде и официјален автомобил на предстојните летни олимписки игри во Рио де Жанеиро. Првично Nissan ќе го продава Kicks само во Бразил, но од следната година моделот ќе се појави во Индија, земјите од Југоисточна Азија и во САД. Шведската компанија Volvo ќе обезбеди 100 автомобили со систем за автономно управување за жители на британската метропола како дел од големата тест програма на системот Drive Me London. До 2018 година семејствата кои ќе се најдат на списокот ќе ги добијат автомобилите кои ќе бидат специјално подготвени за оваа цел. Се работи за проект каде од анализите свој потребни податоци ќе добијат повеќе институции кои